А сега во продолжение на нашата утринска програма следува и вториот разговор за ова утро. Можна интересна тема и секако гостинката на наша Слободанка ова утро, Габриела Ѓорѓев, наставник, сертифициран тренер за емоционална интелигенција. А ке зборувате, Слободанка, за тоа како емоционалната интелигенција влијае кај децата. Да. Ова е можна интересна тема, јас ќе останам овде да ве следам со нетрпение. Нема проблем. Се надевам дека, како што велиште, интересна, така ќе биде и за сите наши гледачи. И корисна, нели, зависно и од тоа во какво време живееме, па се чувствува кај сите нас, меѓутоа затоа и треба многу да се работи кај емоционалната интелигенција, кај дечињата. И кај дечињата, и кај возрастните. Габи, може така, Габи? Може, слободно. Добро утро, учителке. Добро утро, твојата страна е мојата учителка. На поканата. Да, како на песна мојата учителка. Па да, тоа како некој псевдоним сакав мојата учителка. Како учители, даскали што се останати, па така, да. Па и јас милувам да кажам мојата учителка, затоа што на времето ни беа учители. Да, баш поради тоа, поради тоа, така ми беше звучно името и така си остана, да, и центарот. Како што напоменавме, да, ке зборуваме за она што е многу важно кај сите наши дечиња. Ке напоменеме ли од која повеќе годишна возраст ги опфаќа, еве, од ваша страна, нели, како да работиме со дечињата, со нивната емоционална интелигенција? Од која до која годишна возраст? Нашата програма е дизајнирана за дечињата од 7 до 14 годишна возраст, баш во оној период кога најмногу му треба и кога се соочуваат со разни емоционални предизвици. И затоа викам, што порано се почне, тоа подобро. Па да, тие се оние години кај децата најчувствителни, да кажеме, како што убаво кажавте и вие, каде веќе се развиваат разни емоции во тинеџерските, адолесцентите со нивните бубачки кои што ги велиме, кои ги имаат во главата. Вие тоа најдобро го знаете кога веќе ги работите со нив, затоа што дечињата некогаш со родителите може да бидат во поинаква смисла, нели, во комуникацијата, а со вас пак да бидат сосема поинакви. Бидејќи дома се опуштени, си ги знаат мама и тато, и со учење, и со емоциите, поразлични се, пример, кога имаат некој авторитет над нив наставник, поразлични се дома, послободни се со мама и со тато. Ете, јас се надевам се опуштивме, така, на почеток. Габи, она што, како прво прашање, ќе биде до тебе колку е важно да се работи со дечињата за нивната емоционална интелигенција. Меѓутоа, јас морам да прашам и од каде дојде до ваква убава, да кажам, идеја. Од каде дојдов? Ова лето се сертифицирав за тренер за емоционална интелигенција, скоро една година. Веќе работев и индивидуални консултации имав со дечиња и ова сакав кога го отворив центарот да си почнам и со групно за што повеќе дечиња да можам да го предадам тоа знаење и искуство. И сметам дека е доста важно како наставник со повеќе годишно искуство, гледајќи што се случува и сакав да се насочам и образованието и да го спојам со овај психолошки дел, да кажам. Така. Сега кажавме што се случува. Што се случува? Булингот, агресијата, која што за жал се почесто зема замав, да кажам. И кога едно дете има добра развиена емоционална интелигенција, пред се тоа нема да се надеваме дека нема да биде булер, затоа што е развиена емпатијата кај него. И тоа може да сочувствува со другиот. Но тоа е во соработка и комуникација и раз со родителите. Точно, родителите родителите се најголемиот модел, не само кај емоциите и се друго. Децата се добри имитатори и затоа се што прават родителите и ние треба како родители дома многу да ги негуваме емоциите. Да речем, оној емоционален терор да не се како да кажам, да не се манифестира кај децата, да не ги кријат емоциите. Неретко знаеме уште да слушнеме машко си немој да плачеш. Да, уште тоа го слушаме. Тоа е останато од минатото. Да, и уште го слушаме. И тогаш ќе излезе едно емотивно затворено дете. Да, тоа е жално, да. Да, тоа се одразува потоа. Така, знаете како кога сме кај машките деца ги споменавме, еве најверојатно и вие учителите, наставниците, со оглед на тоа дека јас сум, мојата мајка, еве да кажам, била дел од образовниот процес, знам дека сите оние кои што со љубов работат со децата, кои што многу ги сакаат, се педагози и психолози пред се.
мора да бидете такви. Па да, за оваа професија треба стварно да ја сакаш, а не да една биде голема да љубов работиш. и да забележиш кај детето ако нешто не е во ред, веднаш да се консултира родителот и така натаму, а не да се премолчува на тоа. Кажавме за машките деца, некогаш некој ќе каже, па зошто толку го мазиш или пак го гушкаш, не треба на машко дете толку да му се нуди љубов и прегратки. Уште тоа го слушаме, тоа е станато како генерација. Тоа е мое дете, јас сум си го родила и ќе си го гушкам колку што си сакам и колку што треба. Мене баба ми често, баба на 80 години, немој толку да ја гушкаш, немој толку да ја бакнуваш. Па дојдовме и до овој интересен момент и многу убаво што го спомена, спонтано кога се разговара, видиш како произлегуваат подобри разговори, затоа што тоа е една тема која што се наметнува изминатите многу години назад и генерацијски. Јас имам пример на оние машки деца кои што не толку многу ете гушкање им се давало и имаат ароганција во себе и цинизам. Да, и кон женскиот. Да, и сега во партнерските односи знам јас многу затворени емотивни типови, затоа што не му се дозволувало да ги искажува емоциите. Немој да плачеш, што си нервозен сега, зошто си лут, па не се лути. Машко си. Да, немој да се лутиш, да. Што значи дека дојдовме до заклучок на машките деца, без разлика дали е машко, тука воопшто не треба да се прави никаква разлика. Баш ние како родители и наставници треба многу често да ги препознаеме тие моменти и да му укажеме како треба во тој момент да постапи или во одредена ситуација. Да. Емоционалната интелигенција до каде е развиена? Колку време работиме во центарот, прво тоа да го кажеме? Па оваа година август една година е отворен центарот, да. Пред тоа приватно си работев со дечиња, сега официјално да кажем. Сега за оваа една година работа со дечињата, ние имаме и неколку исто така и фотографии кои што ќе ги погледнеме како се работи токму со овие дечиња. Ме интересира за оваа една година работа со нив, посветеност и така натаму. Што е она што најмногу недостасува кај емотивната интелигенција и на што најмногу, па да кажеме, ете на ниво и на Македонија, значи што најмногу им фали на дечињата? Дали ова што сега го споменавме, меѓутоа постои нешто друга причина? Покрај наставник, како што кажав, и тренер за емоционална интелигенција, затоа се одлучив часовите да бидат менторски, индивидуални, за да се посветам на секое детенце. И преку цртежи ги искажуваат емоциите, така? Да, овдека, тука, му оставам секој утро белешки, ти си вредно дете, ти вредиш, пошто тоа треба да се потенцира и некако да му се врежи во главчето тоа мислење и уверување да остане да тоа се слики од центарот. Каде што дечињата тука се доаѓаат и тука се часовите се одржуваат. Еве ова се од веќе 2 часа одржавме од емоционалната интелигенција програмата. Почнавме претходната недела. Имаше доста заинтересираност. Тоа ме радува што веќе препознаваат родителите, само бевме ограничени со бројка. Тука ова беше програма за читање. Сакав да се подигне свеста. Еве гушкањето кое што го споменавме. Секој час се гушкаме. Па нас не е потребно гушкање. Баш ми е драго кога вака реагираат дечињата. Знаете, пред некој извесен период имав можност да погледнам, не дека не знаеме, меѓутоа убаво е да подсетам дека прегратката лекува. Е лековита. Баш вчера тоа му го кажував на часот за емоционална интелигенција. Како да се договориме, како да се гушкавме, си даваа поддршка меѓу себе, си кажуваа некои разни предизвици како да се утешат во одредена ситуација. Ке дојдеме до тоа. Разговорот кој го слушав, тоа беше со еден психолог кој кажа дека прегратката на секој човек му е многу потребна и е многу лековита, затоа што таа внесува позитивна енергија кај човекот, меѓутоа гушкањето да биде со оној што ти внесува таква убава енергија, затоа што вели дека мајката кога бебето плаче, што прави? Си го зема и си го гушка. Така треба и со возрастните. И сега кога ќе се надоврзам, јас го имам читано, никогаш не се тргајте од прегратката први, дали од детето или од други, не знаете колку му треба. Оставете другиот да го повлече тој потек, да ја прекини прегратката, да кажам. Сега, значи кажавме и дојдовме до оној момент каде што ги споменавме родителите на дечињата. Дали родителите сакаат повеќе да им се развие емоционалната интелигенција на дечињата или пак можеби забележале нешто дека нивното дете е позатворено па сакаат повеќе да се работи? Кога почнав со индивидуалните, да,
си работев индивидуално и секогаш го потенцирав тоа, браво му кажував, и секоја чест на родителите што го препознавате тоа, бидејќи баш од таа возраст, 7, 8, 9 години, ако веќе не се работи, особено кај самодоверба, тоа ќе влијае понатаму. Да. И како ќе одат тинеџери, па потоа во партнерскиот, има пречки во животот. Да, во академското развивање, значи кога едно дете има развиена добра емоционална интелигенција, тоа ќе знае како да се справува со стресови, дали испити, ќе знае како да се носи со разни проблеми, со фрустрации, што многу е често, животни. Многу се фрустрирани децава, не можат или еве во учење не можат, немаат самодоверба, па не можам, не сакам да го правам тоа. А самодовербата доаѓа кога ти знаеш да ја правиш некоја вештина и тогаш веќе се качува и самодовербата. Така. Како им помагаме на овие дечиња кои што сега ги споменавме дека одбиваат да учат, не се заинтересирани за училиште. Што е она што каков метод употребуваме за да дојдеме до некаков резултат? Бидејќи станува за помала возраст, да кажем, од прво до петто одделение, нив уште му е како игра. Посебно овие малечки во прво, второ одделение. Да, низ игра со разни техники. Често знам, имам песочен часовник и многу му е интересен во боја. Леле, ајде да видиме кој прв, дали ќе прекине часовникот или ти ќе ја решиш домашната. Ајде, леле, јас ќе бидам прв. На преварувачки дух. Да, така кроз игра со разни техники. Па тие се уште се деца, тие сакаат играта и забавата, така ли? Да, посебно малечките прво одделение, што бевме ние забавиште, сега се веќе прво одделение, уште сакаат да си играат, да. Предпоставувам дека е така, знаете, сега дечињата одат, односно започнуваат со училишните активности. Да, на помала возраст. На многу помала возраст, и јас тоа сум го споменала, па и повторно ќе си го споменам, сите мајки нели слават дека нивното дете е прво одделение, јас тагував. Затоа што многу рано така беше системот да се појде пред да се наполни 6 години, 6 години ги полневме во ноември. Јас толку многу ми беше тешко што тоа е дете се уште не развиено за да земе моли во рака и за да почне да пишува, меѓутоа знаете дека тоа се чувствува и понатака во процесот на образованието. Затоа е многу важен тој пристап, како ќе се пристапи, како ќе му се укажи зошто тоа и кроз игра. Барем на почетокот кроз игра да се најде некоја заедничка цел како му одговара на дечињата, на кој начин да се пристапи со нив. Но дали сте за тоа еве дечињата од 7 годишна возраст да си појдат на училиште, онака како што било некогаш? Да. Тоа е не. За да не им се одзема времето од игрите и од забавата. Но добро, како и да е. Еве малку да позборуваме и за оние кои што се адолесцентите. Тие се малку по тврдокорни, да кажам, нели имаат бариери некакви, меѓутоа зид пред нив ставено. И многу потешко е сега нив да ги натераш на нешто вакво, што е тоа. Затоа што веќе си има тие создадено некој си свој свет во кој што мислат дека треба да живеат. Знам затоа што си го имам дома. Меѓутоа сепак тоа е веќе дозволиво за да се живеат во оној свет, но да се погледне и малку треба да имаме разбирање доста за тие дечиња. Да, така е, со разговори, и што викам јас да ги носиме нивните чевли често. Така е. Сега малку повеќе еве за нив. Па тие потешко се, да кажам, се можеш да ги натераш на вакво нешто, еве како родител, да одиш на програма за емоционал, што е тоа, што ќе правам сега. Затоа викам дека од порана возраст. На одбивност. Да, што е тоа, мисла дека кој знае што е тоа. Затоа викам од мала возраст, кога од 7, 8, 9 години ќе се насочува, па и од многу малечко, еве овој момент немој да плачиш. Значи од мала возраст да се развиваат тие емоционални вештини, техники за која ќе дојде тој период на адолесценција, веќе да имаат некоја база основна на емоционална интелигенција. Но доколку ја немаат се уште, а се во таа веќе годишна возраст каде што треба да ја чувствуваат во себе и да ја имаат емпатија. Тука родителите играат голема улога, се голем модел родителите, како што кажав, преку примери. Никогаш да не кажуваме поточно да ги потенцираме и нашите емоции како родители. Да, мама, моментално сум нервозна. Да знае дека и ние ги чувствуваме. Постојат моменти каде што и ние имаме. Па јас и често со децава сега јас ги играм тие игри. Пример кога сте биле лути претходнава недела, вие наставничка кога сте биле, па јас му кажувам затоа што и ние потполно исто емоционалната интелигенција, дали за возрастни, дали за деца, само техниките се прилагодени на возраст. Да. Колку часови во неделата се практикуваат?
програмата? Да, програмата. Програмата е 12 недели, поточно 1 час неделно во време трајање од 60 минути, 70 минути, зависи дали сме завршени со некоја игра. Како што кажав, 12 недели, еднаш неделно, мислам дека е доволно за да се впие тоа што го имаме учено, па да се дојде по 7 дена повторно. Им давам и домашна задача, некои практични вежби дома, да се и баш гледам дека има интерес, еве ако имаме 2 часа дојдоа заинтересирани. Затоа што кон домашните задачи нема баш некако така интерес. Ама тука па не е учење ова, не е учење, му е поинтересно преку боење нешто. Имавме шиша и која емоција ја практикувале претходната недела и да видиме кој најмногу емоција преовладува таа недела, па кога биле среќни, па лути, па кажувале зашто биле лути. А кажуваат се отвараат после извесен период, така? Зашто што ги налутило, што ги растажило и со оглед на тоа дека некогаш можеби желба ми било и мене да работам со дечињата, па затоа имам толку многу. Се отвараат доста интересни теми, многу се интересни, тоа сакав да го кажам, многу се мили, многу се интересни, многу се искрени и многу се мудри. Мудри се, мали мудри глави. Само што треба да знаеме како да ги насочиме. И тие не учат за животот многу повеќе него ли ние нивто. Еве во што најмногу? Па пред се искреноста нивна, живењето во сегашниот момент. Дете си живее сега и гледа тоа да го живее, а ние знаеме често мозокот да ни биде на повеќе страни, да. Так. Ајде малку и за технологијата. Колку таа може да влијае негативно врз емоционалната интелигенција, со оглед на тоа дека овие дечиња, ние дали сакаме или не сакаме, тоа нас никој не прашува. Да, сега сме во време на дигитализација. Затоа што времето е дигитално и тука нема борба со тоа. Меѓутоа, што можеме да сториме ние? Баш и поради тоа ми беше, имам кампањата за подигање на свеста за читање кај дечињата, затоа што се поретко се читаат книги, да се седни, да се чита книга, сите се со телефоните во раце и имав, колку државме, некои 5-6 работилници со читање, да се чита, да го засакаат читањето, преку драма. Возможно е? Возможно е со континуирана работа. И пак со пример, како што ќе кажам. Еве, јас керкичка 2 години читам, јас таа до мене, примерот е најдобар од родителите. Дали со емоциите, дали за читање, добри имитатори се децата. Така да ние како родители сме баш главен модел за нив. Имаме повеќе теми на разговор, па јас би сакала сега и она што сите нас не застрашува и го слушаме тој збор често и не знам од каде произлезе булинг. Но ќе пообјасниме малку повеќе и за тоа. Зошто се јавува булингот? За жал многу е застапен. Вие сигурно сте го имале тоа искуство и зошто е тоа така? За жал многу е застапен и од најмала возраст гледаме дури во градинки дечиња како се месуваат. Там долку мала. Па да, имам читано, имам слушано дека и од градинки па веќе прво, второ одделение што прават и затоа е важно тука емоционално. Па да, мамо, Дарко ме удри, така натака, уште од малите. Кога едно дете има развиено емоционална свест, пред се помали се шансите тоа да биде булер. Зошто? Затоа што има емпатија развиена. И сега ако тоа мисли да те повреди тебе, некако тие филтри подобро ги чувствува, има емпатија развиена. Исто така, помали се шансите да биде жртва на булинг. Зошто? Затоа што има крената самодоверба. Да, знае како не дозволува, граници има поставувано, има здрав однос со себе и многу се помали шансите да биде жртва на булинг. Да, не затоа што не дозволува, веќе му е јасно, убаво кажавме. Кои се тие одбранбени механизми кои што може да... И тоа ни е една од темите во модулите што ги работиме, поставување на здрави граници, да се знае да се каже не. Често му потенцирам на децата, немој да паѓате под туѓи влијание за да им се допаднете на другите. Да, така е, истото јас го зборувам и на моето. Многу дечиња тоа го прават. Затоа што се боцка, да кажам, едни со други. Поради другарките, па јас тоа ќе го направам, не. Многу често му потенцирам тоа. Точно, многу убаво што и ова го споменавме, затоа што нели кога се групираат, па ајде не биде таков, дојди ти со нас, па некоја белја да се направи. Ја му викам, не, кажете му, ако ми си стварно другар, нема ти да ме тераш да кажам тоа да го направам. Така, тоа треба во подсвеста да им биде влезено на дечињата. Затоа често да се потенцира. Вчера имавме една игра со огледало.
Огледалото е многу добро за емоционална интелигенција, вежба. Например, ајде да слушам. Имам на огледало напишано можам. Мислам дека не ја ставив таа слика. Можам и да си повторуваат. Нека се извртате ви уште Да, и да си повторуваат. Можам. Им дадов мојот ум и мој кналатка. Јас можам, јас вредам, јас ќе успеам да го направам тоа. Да. Еве центарот има една тука се одржуваат работилниците, меѓутоа има некоја убава топлина, да кажам. Еве ги тие што оставам стикерчиња, да кажам, на секој час, ти си посебно дете, твоите грешки не те прават тебе, ти вредиш сам по себе, тоа што си. Колку убави зборови да му се кажуваат на дете. И тоа ги пречекува на секој час различна порака да знаат, да бидат, децата сакат да бидат слушнати, да бидат разбрани, да види дека... Да, од ова произлегува овие 5 минути што ни преостануваат да поразговараме и за следното. Постојат родители кои што за жал, јас морам тоа да го потенцирам, знаеме и сите ги има во нашата околина и во близина, децата ги форсираат на многу активности. Што правиме со тие дечиња и што правиме, кој ќе биде апелот, може би не слушаат, може би ќе се налутат што ги споменуваме, меѓутоа мора да се спомене, затоа што јас гледам дека дечиња посетуваат курсеви за јазик, па одат и на инструмент, па одат и плюс уште некоја друга активност. Тоа веќе се подразбира, сите фудбалери сакаме да ги направиме децата. Ете тоа што го спомена. Најпознатите фудбалери да бидат затоа што таму се парите, така? Сакаме ние. Така, да. Некогаш ние ги сакаме да изживееме преку децата. Гледаме дека системот функционира во фудбалот, таму се парите. Не ги прашуваме, ете така. Или може би некои наши неостварени желби, па сакаме да ги оствариме преку децата. Тука што правиме? Што е многу грешно. Колку тука се емоционално како треба се да ги слушаме, дете, да ги слушаме, да ги разбереме. Ако стварно сакаат, да, ако сакаат стварно, секако тоа се подразбира. Ќе ја исполниме нивната желба, ама некако што кажавме дека има потенцијал во тоа и тоа, па ајде сега ќе го запишеме и детето. Тоа тие се дечиња каде што можеби со толку многу зборување, па и самите ќе се дојдат до заклучок, да, јас треба тоа и морам тоа да го правам, затоа што мама и тато тоа ми го наметнале и ми го кажале. Многу често ништо да не биде наметнато. Да, многу често поминувам вака и гледам и во доцните вечерни часови дечиња за фудбал, колку многу кого споменав ги има. Запишано, па не можат тие сите да бидат фудбалски звезди и таленти, тоа е сигурно. Треба ли да оставиме? Може би треба некогаш да ги поттикнеме дечињата за нешто во животот, да. Меѓутоа, што треба во тој момент да сториме? Едноставно да поставиме прашање на детето, дали сакаш? Ете така. Или не сакаш, поготово во овие по и да се насочиме на тоа што стварно го сака детето. Јас викам, ако не сака математика, ако не сака ништо, сака тенис, ангажирај инструктор за тенис. Така е. Не го праќајте до толку математика во ред. Колку млади математиката е сепак дарба, тоа го кажав како пример. Тоа го кажав како пример. Слушај ги потребите на детето. Што сака детето и да се фокусираш на тоа. Да. Ете, сепак емоционалната интелигенција влијае многу на дечињата, како што еве ќе заклучиме од разговорот. И во дигиталниот свет, како што спомна, ќе знаат да препознаат разни слики, разни предизвици. Без разлика еве колку се на телефон можат да препознаат. Па ќе препознаат, да, свесни се, имаат таа развиена емоционална свест во нив. Што значи дека од ова јас ќе произлезам со заклучок дека со дечињата можеме да ја развиеме емоционалната интелигенција и едноставно со тоа се работи секој ден. Така. Центарот, еве, за сите оние кои што сега не слуша. Каде се наоѓа центарот? Лоцирани сме во населба Центар, веднаш до градска болница, да кажам наспроти Зелено пазарче. Така. Како работиме во текот на неделата, уште еднаш да потсетиме? Тоа е во склоп на договор. Да, како сме слободни терминчиња, бидејќи секој час е индивидуален, не работиме во група, бидејќи секој дете има различен пристап на учење. Затоа сакав да биде индивидуално. Вниманието е посветено само на вашето дете. Си правиме некој план и програма како него му одговара учењето, бидејќи не секој дете учи исто. И затоа часовите се индивидуални и менторски, затоа што често кроз часовите го вметнуваме ова знаење, искуство, самодовербата. Резултатите? Да. Резултатите? Добри.
Сега добри, да. Тоа е многу важно. Задоволни дечиња, задоволни родители, да. Кога се Со ваква внесуваме наставничка и не целосно. може да бидат лоши резултати. Благодарам. Кога се внесуваме целосно со љубов и со внимание кон дечињата, а тие се нешто на вистина најубавото, што ни дава една толку убава енергија, многу ви благодарам. Јас мислам опативме многу разговор и подолго траеше затоа што се работи за она што нам ни е доста важна тема. Децата на имуните, дечињата. Се гледаме повторно, ќе промовираме некоја друга исто активност која што ја имате во центарот и ја работите со дечињата. Ви благодарам. Завршуваме со разговор. Ви благодарам и на двете за овој разговор, навистина многу корисен и едукативен и информативен за сите нас кои што сме родители, па и баби и дедовци кои што не гледаат Слободанка, може да им пренесат на родителите за сето ова, бидејќи навистина е многу корисно за дечиња од 7 до 14 години. Да, програмата е да. Благодарам и на двете.